Киселата зелка е незаменлива храна во текот на студените денови, а едно од омилените зимски јадења кои може да ја подготвите со неа е сармата. Денеска споделувам рецепт за посна и мрсна сарма кој што може да ја подготвите за празничната трпеза или за семејниот ручек. Еве како да ги подготвите. За да ја подготвите мрсната сарма, во тенџерен оган загрејте масло за јадење и додајте го исечканиот прас да се пропржи околу 5 до 7 минути. Кон ова додадете го оризот и пропржете околу 2 до 3 минути. Потоа додадете го меленото месо и чадената сланина. Добро промешајте и гответе околу 5 минути. Зачинете со мелен црн пипер и мешан сув зеленчук и промешајте. Тргнете го вака подготвениот фил за сарма на страна и оставете да се излади. За да ги оформите сармичките, земете листови зелка и на крајот од секој лист нанесете од филот. Страните внимателно превиткајте ги кон филот и превиткајте ги сармичките. Оформените сармички наредете ги во тенџере или тава каде што долниот дел ќе го покриете со сечкана кисела зелка за да не загорат. Во садот полејте вода онолку колку да се покријат сите сармички. Печете во загријана рерне на 150 степени околу 1 час. За да го подготвите филот за посната сарма, во тава на оган загрејте го маслото и додајте го ситно исечканиот прас. Гответе околу 5 до 10 минути додека комплетно не омекне, а потоа додајте ги оризот, сечканите шампињони и сечканите ореви. Гответе уште 10 минути, а потоа зачинете со мелен црн пипер по вкус и мешан сув зеленчук. За да ги оформите сармичките, земете листови зелка и на крајот од секој лист нанесете од филот. Страните внимателно превиткајте ги кон филот и превиткајте ги сармичките.
Оформените сармички наредете ги во тенџере или тава каде што долниот дел ќе го покриете со сечкана кисела зелка за да не загорат. Полејте со вода, онолку колку да се покријат сите сармички. Вака подготвените сармички печете ги во загријана рирна на 150 степени околу 1 час. Сервирајте и уживајте во ова вкусно јадење за време на празниците. Се надевам дека ќе ги испробате овие рецепти за посна и мрсна сарма и ќе ми испратите фотографија од крајниот резултат. Вие не заборавајте да ставите subscribe на мојот YouTube канал и да ги заследите моите профили на Facebook и Instagram. Ние се гледаме наскоро, а дотогаш имајте забавно готвење.